зборува и денеска низ мене Господи Исусе Христе. Во името на Господи Исус Христос, Македонија има 3 проклетства од кои треба да се ослободи, да прими сила и да биде вистинска светлина на светот и солта на земјата, вистински да го познае Господ Исус Христос и да чекори од десната страна во неговата сила. Првото е Антиох Епифан, сето она што им го правил наследник на Александар Македонски на израелците, го ограбил храмот, забранувал да се нарекуваат израелци евреи, им го забранил јазикот, ги терал да се поклонуваат на идоли, силувал жени и деца, им ги сечал јазиците. Сето тоа 2000 години се случува во Македонија, посебно последните 100-200 години, кога се забранува македонската култура и јазик. Тоа е тоа старо проклетство и може да се помине ако вистински се покаете, ако вие верувате во една голема заедница и ако таа умее да го раскине, да ја разреши таа македонска клетва. Второто проклетство доаѓа од партијата ВМРО, кои се колнеле на Библијата со пиштолот и камата, што е сквернавење. Бидејќи таткото вели, војната не е ваша, туку е Божја, моја е војната. Знаете? И на крајот велат да бидам убиен со оваа кама и овој пиштол ако ја предадам татковината. И тука се случува тој циклус на убиства кој во континуитет продолжуваат до ден денеска. И третата работа е таа комунистичка партија денес преобразена во социјалдемократски сојуз, под сојузчиња. Комплетни безбожници кои можат да направат се, видовме кога ќе дојдеа на власт, комплетно ја поробуваа Македонија со сатански доктрини, со понижување и сето тоа. Значи, тие се класични безбожници, кои ниту го сакаат Господ, ниту сакаат да слушнат за Него, ниту се сакаат себе си. И доаѓаме до онаа 4-та категорија каде Македонија паѓа, тоа е не можете да му се поклонувате на Бога и на мамона, парите со кои може да се продаде се, да се купи се, да го труеш народот, да увезуваш отпад, да му го промениш името, знамето, идентитетот, да му воведеш двојазичност, да му пуштиш сабајле наутро рано да пеат други религиски структури како Гебелс во Втората светска војна. Ете, тоа се тие структури, крадење, лажење, мамење, понижување. Ете зошто Македонија е во пораз, бидејќи религиската структура во која е поголем број од населението, православната религија, како што ја нарекуваат, нема љубов меѓу себе. Нашиот соседен православен сосед, Бугарија, не ги признава македонците, настапува како джелат врзнив. Другиот јужен сосед Грција исто така, иако имаат тие иста вера православна, има комплетна нељубов. Од третата страна имаме, значи, цели нации фатени во сатански доктрини, бугари, грци, албанци кои прават голема Албанија со некои пари од дрогата. Денеска на дуги територии раскажуваат лажни истории. Единствената историја која е реална е Светото писмо. Таму има 2 земји, 2 сведока, Израел и Македонија. Сето друго се сатански доктрини да се расплодува омразата. Во името на Господ Исус Христос ја раскинувам секоја клетва во македонскава земја. Го молам Таткото Небесен да слезе силата Твоја. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Ар македонските слави за фатија. Тоа е второто Христово пришествие, како и да е. Божјата волја ќе се случува во Македонија, инаку Македонија е земја на Исус Христос, тој ни дал име, не создал, не запишал, не именувал. И тој е цар на македонците. Тој е вечен цар, за разлика од другите земни смртни цареви, кои сите се заминати. Мир вам до царството Божјо, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исусе и само Исусе. Амин.